Слава на нашиот Господ Исус Христос. Размисли денес како гледа твоето око на животот? Дали гледаш со вера во Божјата промисла или со сомнеш? Со надеж или со грижи? Христос вели светилото на телото е окото. Ако гледаш со доверба во Божјата промисла, тогаш целиот твој живот ќе биде исполнет со светлина. Но ако гледаш на животот со страв, недоверба и немир, таа темнина ќе завладее со целото твое битие. Господ предупредува, не можете да му служите и на Бога и на мамона. Мамон не е само богатство, туку и се она што го зазема Божјото место во животот на човекот. Секојдневно се бориме во изборот за Бога или за мамон. А кај многумина воопшто и не постои борба. Свесно ја запоставуваат неделната литургија и на тој ден доброволно работат за да заработат да имаат повеќе. Или кога родител ги запоставува децата поради кариерата. Таквите луѓе се уморни од животот, секогаш незадоволни, немирни, затоа што мирот и умешноста да бидеме задоволни доаѓа единствено од заедништвото со Бога. Грижите не искушуваат затоа што сме слаби, туку затоа што забораваме дека Бог е жив и близок. Како мајка што непрестајно мисли за децата или работник што не може да спие од грижи, така и нашето срце се изморува кога заборава да му се довери на Бога. А денешниот човек е преокупиран со понуди, обврски и желби да има се повеќе и повеќе. Грижите што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе облечеме, не се нешто ново. И денес многумина живеат со такви грижи, но токму тогаш Христос повикува да погледнеме во Него. Нему да му го дадеме првото место и тогаш нашите мисли, избори, грижата за семејството и екзистенцијата, Бог ќе ги уреди како што е најдобро за нас. Нашиот Отец Небесен знае дека од сето тоа имаме потреба. Христос не повикува на пасивност, туку да правиме така што секи имаме доверба во Него, во Неговата промисла, дека Тој е оној кој се грижи за нас и дека има план за нас. Примерот на вдовицата од Сарепта не учи. И она малку што го даде Бог го умножи. Таа поверува на зборовите на пророкот Илија и секој ден добиваше доволно. И ние сме повикани на таква вера. Погледнете ги птиците, криновите. Бог се грижи за нив. Колку повеќе пак за тебе. Не е потребно да имаш се. Потребно е да го имаш Бог на прво место. Барајте го најнапред царството на Бога и Неговата правда и се ова ќе ви се придаде. Значи да научиме да го гледаме светот со Божји очи. И запомни, таму каде што гледа твоето срце, таму оди и твојот живот. Ако имаш доверба во Божјата промисла, ако твојот живот е во заедништво со Христос, секоја твоја грижа и секоја темнина во животот ќе ја претвори во светлина.